Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Слушај ваму. Денеска во поинаков амбиент, цветници, може би или затоа што варосуваме. Како и да е во наредните 50 минути, малку да се преслушаме. Честитки за Гордана за изворедниот резултат, катастрофален резултат за СДСМ, се е елаборирано и нема што повеќе да се додаде или одземе. Што ќе биде понатаму? Драги мои, ја ако мене лично ме прашате и мојата перцепција е дека ќе биде шлепер жаба, газење, прегазување и така натаму. Дали човек сега треба да се препушти и да биде арогантен? Не. Прво, да не бидете како они, да не се ситете, да не им се изживувате, да не ги омаловажувате, затоа што ако вам не ви се допаѓаше тоа што они го правеа, немојте ни вие да го правите. Бидете подобри од нив. Тоа е вака малку за морал и етика. Што се однесува за комбинаториките, што ќе се случуваат сега во вториот круг на председателски избори и за парламентарните избори, еуфоријата е голема. Голем ветер во грбот е на СДСМ во смисла на пакување куферите и заминување, како што викаше Стево, нели, кога му гледале на кафе, му рекле имаш пат, долг пат, отворен ти е, цепај, само ќе видиме какви куфери ќе земеш. Стево Пендаровски си ја заврши кариерата, нема да биде запаметен како македонски председател, нема да биде во смисла запаметен по ништо добро. Ама јас стварно не знам, ништо добро. Контроверзни изјави, дури да не речам ни лаги. Имавме председател кој беше карикатура сам на себе и кој самата позиција ја омаловажи, ја спушти на најниско можно ниво. Она што е сега интересно е целава комбинација како се случи. Знаете, да беше ова парламентарни избори директно, ќе беше многу напнато, со голема тензија. Сега нема да има тензија, затоа што оние што се премислуваат дали да гласаат за опозицијата, па правеа калкулации, треба, не треба, да не ми направат проблем на работа, ова или она, сега веќе им е јасна дека промената доаѓа и дека дефинитивно ќе се случи. Од друга страна, и тоа е добро затоа што имаше председателски избори, да работите бидат појасни на терен. И ова овозможи. Еве, ќе го спомнам ја, например, ќе ги спомнам Мицкоски и Александар Николовски. Александар Николовски како втор човек, пошто барем неколку луѓе од врвот на главните партии ги следам, до пред 2 години ќе стави статус добар ден, нека ви е среќен празникот, 150 лајка. Денеска вика, што ли кажа, ај убав ден нека ви е, 4-5 лајка. Одеднаш стана шармантен, одеднаш многу е шеговиец. Не, едноставно перцепцијата кај народот и стравот се надмина и луѓето слободно комуницираат и сосема поинаку. Оние што го хејтаа до вчера сега се заќутани затоа што гледаат дека иде Дунав, дека навистина цунами се случува, ова не е плима, ова е цунами. Плимата е кај ВМРО, осеката е кај СДСМ. Како ќе играат сега? Сега, ја ви реков дека е добро тоа што видовме колку е реалната сила и колку е јавноста задоволна од работата на СДСМ. 180.000 гласови е под секое ниво. Но нормално они сега идат на тоа, ќе ги консолидираме нашите редови. Ниф им е јасно дека нивните не ги гласаат. Така, и најверојатно ќе се обидат да идат до 200-300.000 и така натаму и така натаму. Но што не рачунати, нели, ќе ги имаме гласовите од левица, од десница, од центрица, од горница, од долница, од овие, од оние, не баре
не баре овие сите партии кои ќе им речат на граѓаните, добро, ја му ги дам гласовите на тој, ние одма трчаме и да гласаме за тој. Не функционира така народот. Не сме дронови, никој. Дури еве да сум за партија, не знам, демохристијанска партија, сум гласал за него и сега тој ми вика, добро, изгубивме овој круг, нашите гласови, ја ве советувам да идете да гласате за тој и тој. Ја да гласам за тој и тој. Thank you and fuck you. Ако веќе не можам за мојот, ќе видам ја за кого ќе гласам, а не ти што ќе ми кажеш. With all due respect. Така делува, така од секогаш работел македонскиот народ. Втора работа, добар дел ќе биде и клиентелистички, оние што се неопределени, па чекаат да видат кај ќе дувне ветрот и најверојатно големиот замав кој го доби во грб ВМРО ДПМН ќе биде мотивацијски и за нив. Така да математиките кои власта сега ги прави дека со овој ќе направиме ова сон, да, реална е опасноста. Реална е опасноста дека може и да бойкотираат. Реална е опасноста дека може да се обединат да ги купат сите помали партии, да ги обединат па да не може да се состави влада и така натаму и така натаму. Но дали ви е јасно и многу ми е драго што испаднав во право само за една работа. Еве, не ви зборам за кого да гласате. Никогаш не сум ви го рекол. Никогаш не сум сугерирал, ако не ги кријам моите афинитети, дека јас сум демохристијанин по моето убедување. Но, дали видовте што се случува кога има масовност, а имаше голема масовност на председателските избори? Видовте ли што се случува? Не може да се полнат кутии, не може да се лажира. Или ако го има, тоа е минимално. Дали сваќате дека изборите фер, честни, легитимни, законски можат да бидат само ако масовно излезете? Ја да сум, ја би вовел закон секој граѓанин, шуто, рогато и сакато, се што може да се движи, да иде да гласа. Оној што нема да гласа, драконски казни, ригорозни казни да трпи. И така е во Грција, така е во Австралија, така е во уште неколку земји во светот, високо развиени, високо демократски, затоа што на тој начин се дава легитимитет на власта, но и се смируваат тензиите за да може да се работи доле на терен како што треба и да се преиспитаат реалните можности. Спасов таму со тие лажни аналитики, па тоа е стварно смешно. Кому услуга му направи? Ја ви реков дека они ќе се обидат harm reduction да прават, поточно да намалат штетата, за да го мотивираат нивното членство. У овој момент власта не се ни обидува неутралните или оние кои се од другата страна да ги разубеди дека они се добра опција. Они се сега спасување од давањето, да ги мотивираат своите. И нормално, очајник, животното е најопасно кога паѓа. Очајна е ситуацијата таму и морална и секаква, но дали ќе се обидат нешто, јас се сомневам. Знаете зошто? Затоа што имам многу добар податок, многу добра информација, бидејќи сиве овие години имавме некое чувство дека разноразни амбасади ме шетарат, притискаат и го почувствувавме, тоа го видовме. Овој пат не креваат на телефони. Овие се во очи, овие се јавуваат, не им креваат, затоа што и меѓународната има голем проблем и во Европа, и во Соединетите Американски држави, и нив им треба реално кој е на терен. Приказните дека ако биде избрано ВМРО ДПМН и дојде на власт, дека ние ќе го изгубиме статусот за земја кандидат на членка на Европската Унија и дека ќе сме излегле од НАТО, е само очајна бедна лага во која верувајте дека нивните не веруваат во ова, но веќе немаат што да кажат, немаат што да направат. Може би, не знам, еден чин на масовно преселување во знак на протест. Не знам што да кажам, мислам, нонсенс ми е веќе. Треба да го почувствуваат духот на времето, треба да почувствуваат што народот мисли, да си ги признаат грешките, да си ги коригираат, за 4 години ќе имаат реална шанса да се вратат. Но вака, не, никако, ништо. Затоа е подобро
фер да ја одиграат играта, не се манипулации. Не може ова како во собранието 49 души со две раце кренати да избереме влада и председател на парламентот. Не. Тој филм го нема. А тој го имаше само затоа што имаше меѓународна поддршка и го дозволеа секој криминал заради некои други сосема причини. Овој пат нема да ги има. Затоа бидете храбри, хорните свират и ќе биде весело на 8 мај.